А сочитање до лидерство е насловот на најновиот проект кој што го реализира УСАИД, чија основна задача е подобрување на јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија. Со цел подобрување на проценката на јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија и зајакнување на педагошките вештини на наставниците, од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор Македонија се спроведува проектот Сочитање до лидерство на територијата на Република Македонија. Работите на унапредување на образованието, секако и на поттикнување на учениците, па и на наставниците во нивната секојдневна работа. Кажете ни нешто повеќе за овој проект. Така, проектот на УСАИД Сочитање до лидерство го спроведува нашата фондација, Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. И овој проект го работиме интензивно од 2013 година. Значи, и пред се главната цел на овој проект е да се проценат и да се подобрат основните почетните вештини по мајчин јазик и математика кај учениците од првите години во формалното основно образование. За да ги постигнеме овие цели, ние имаме соработка со сите основни училишта во Република Македонија, соработуваме со Министерството за образование и наука и останатите релевантни образовни институции, а во училиштата работиме значи со најмалите ученици од почетните одделенија, со нивните наставници, со останатиот кадар во основните училишта, но ги вклучуваме и семејствата, родителите и останатите членови од семејствата на најмладите ученици. Како изгледа реализирањето на проектот на терен? Така, значи овој проект има најразновидни активности. Пред се, како што споменав, многу е важно да ја процениме состојбата, каква е состојбата и знаењата на нашите ученици. За таа цел ние воведовме за прв пат во Македонија воведовме алатки кои што се развиени на светско ниво од УСАИД и Светска банка, ги адаптиравме на локалните наставни јазици во Македонија и веќе ги обучивме представниците од сите основни училишта како да ги користат овие алатки со цел да поставиме диагностика каква е ситуацијата со почетната писменост во училиштата. Потоа на основа на она што го добиваме како резултат, како повратна информација од терен, ги дизајнираме и ги спроведуваме сите останати активности на проектот. Тука станува збор за разни видови на обуки, работилници за наставниците, но и за родителите, за како на поинтересен начин, преку интересни техники да предаваат и да учат со децата мајчин јазик, математика, да ги преуредуваат училниците, да ги адаптираат сите тие активности, техники за користење и во домот. Исто така во одбрани училишта формираме и заедници за учење како еден интересен и креативен начин за постојан професионален развој и учење помеѓу самите колеги. И исто така во рамки на овој проект развивме и се уште развиваме голем број на ресурси за учење на дечињата, како во печатена, така и во дигитална форма. Значи, развивме и испечативме 20 наслови на сликовници, кои што веќе се издадени и дистрибуирани до сите основни училишта во државата, до сите јавни библиотеки. Големо значење исто така ставаме и на тоа да го вклучиме семејството и целата заедница и да ја кренеме јавната свест за важноста на овие основни јазични математички вештини и дека тоа не е работа која што се случува и тие вештини не се стекнуваат само во училницата, туку треба да читаме на секаде и надвор од училницата, надвор од училиштето. Најпрво тука е домот, меѓутоа и во сите други различни локации, така што ние се обидуваме во рамки на овој проект да создадеме што поразлични, покреативни ресурси и активности, а една од тие е и библиотеката на Тркала, која што веќе повеќе од 2 години патува низ нашата земја. Имаме посетено над 130 различни локации, во најголем број тоа се основни училишта, каде што одиме во училишниот двор и тој ден сме во училишниот двор на одредено училиште, таму се дружиме со дечињата од најпрво на почетните одделенија, нивните наставници, родителите и станува збор за настани од отворен тип, каде што секој од таа локална заедница е добре дојден да се приклучи на активноста. Внатрешноста на библиотеката нуди стимулативна и релаксирана атмосфера и нуди можност за организирање активности на отворено. На овој начин, учениците добиваат можност да се вклучат во забавни настани за читање и математика и на располагање им се нудат многубројни книги и материјали.
Библиотеката на Тркала е полна со детска литература, пред се сликовници, детски енциклопедии, материјали за учење математика низ игра. Имаме и ТВ приемник каде што ги гледаме и аудиодигиталните сликовници, кои што ги развивме во рамки на овој проект. И, како што рековме, сите се добре дојдени да се вклучат тој ден во активноста. Ни останува уште само да најавиме периодов, каде сте, каде патувате, кои ученици можат да ве очекуваат. Така, значи, ние правиме месечни планови каде ќе се наоѓа или кои делови од земјата ќе ги посети библиотеката на Тркала, со тоа што пред се даваме предност на училиштата или локалните заедници кои што се наоѓаат во оддалечени рурални места и кои што немаат толку често пристап, немаат библиотека во самата локална заедница, немаат можеби училишна библиотека и слично. Значи даваме предност сепак на тие училишни и локални заедници, меѓутоа сепак добре дојдени се да искажат интерес за да ги посетиме и сите останати кои што се заинтересирани и кои што ќе се организираат, а за тоа можат да не контактираат во фондацијата Чекор по Чекор и да договориме посета. Она што следува, значи, во наредниот период во текот на октомври и ноември сме во регионот на Радовиш, Струмица, значи во Скопскиот регион исто така во различни делови имаме, например во Волково, во селото Волково имаме посета, така што најдобро е да се обратат или преку веб страницата на фондацијата Чекор по Чекор или директно телефонски да не контактираат за да се информираат и за точните датуми и да договориме кај нив посета во нивната заедница. Ни останува да се заблагодариме за разговорот и да ја поздравиме оваа ваша идеја, бидејќи е прекрасна. Ви благодарам на поканата и благодарам што дојдовте да не посетите во библиотеката на Тркала.